Добро вечер. Локални избори 2025 година. Вечерва во топ тема предизборна дебата со кандидатите за градоначалник на Општина Центар. Мои гости во студиото се Мирослав Лабудовиќ од партијата Знам. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата. Горан Герасимовски, актуелен градоначалник и кандидат на коалицијата предводена од СДСМ. Добро вечер, благодарам на поканата, поздрав до вашите драгоцени гледачи. Благодарам. Марија Среброва од Левица, добро вечер. Добро вечер. Благодарам за поканата, особено во овие мрачни политички денови во нашата држава, кога рамноправна политичка партија доживува цензура за рекламирање и ја цениме вашата покана. И Билјана Ивановска, представник на Независни заедно. Добро вечер. Добро вечер, и јас да се заблагодарам. Дотолку повеќе што независните кандидати немаат платено политичко рекламирање, односно имаат многу минимално, така што многу ни значи можноста да допреме до гледачите и да ги слушнат нашите идеи, бидејќи ние имаме идеи ако немаме пари. Правилата на дебатата се следни. На секое прашање, учесниците во дебатата имаат 90 секунди за одговор. Во секој круг на прашања, учесниците имаат право на една реплика и една контрареплика. Одиме со прв блок на реклами и потоа почнуваме со дебатата. Првата тема за која што ќе дебатираме со четворицата кандидати за градоначалник на Општина Центар е урбанизмот. Прво прашање. Господин Лабудовиќ, отвараме со вас. Кои, според вас, се прифатливи локации за издавање на нови дозволи за градба, нови одобренија за градба, што со оглед на фактот што во Центар речиси и да нема повеќе простор за нови стамбени згради? Значи, која е вашата визија за урбанизмот и урбанистичкиот развој во Општина Центар во следните 4 години? Тоа што може сега да го видиме, тоа што се случува во урбанизмот, можеме да заклучиме дека едноставно во Центар, така речено, да нема локација каде што може да се гради. Во мандатот на Герасимовски се издадени околу 280 до 300 градежни дозволи за 4 години, што е тоа дополнително запушување, загушување на Центар, кој што претходно и такако добро и солидно изграден. Тоа што ние би го направиле веднаш за почетокот на мандатот е ревизија на и инспекциски надзор на сите градежни локации, дали се гради по градежните правила, дали се исполнети сите услови таму и дополнително, кога ќе започнеме со ревидирање на дуповите, да се даде што повеќе можност за јавни површини и тие државни големи парцели да не се дозволи за цепкање, за да може инвеститорите да ги дооформуваат, да прават уште поголеми инвестиции и објекти за нивен профит, а на штета на граѓаните. Целта е тука да направиме што може повеќе локации државни да бидат во јавен интерес, исклучиво за граѓаните и со содржини за граѓаните. Се извинувам, реплика. Моред. 30 секунди. Ја пратиме кампањата на дел од кандидатите, искрено е недозволиво да се манипулира со граѓаните. Прво, слушаме све што кажуваат изминатите денови, каква црна кампања се води, непотребно. Луѓе и кандидати кои што немаат идеја, немаат тим, немаат визија и немаат програма, само критикуваат. Имам издадено 175 одобренија, значи не се 300, прво. Второ, немаме продадено на лицитација ниту 1 квадратен метар државно земјиште овие 4 години. И трето, бараме начин како да го заштитиме земјиштето за дооформување и затоа поднесовме 2 закони, меѓу кои едниот е да оние непопуларни 30% доколку ги имаме, можеме да дооформиме 70%, да биде обратно, да имаме 70%, па да дооформиме 30%. Истече времето, контрареплика, па продолжуваме со прашањата. Започна кампањата, секој има право да даде свое мислење и видување, особено на дебатите, бидејќи ние на дебатите се сочуваме како кандидати.
Во однос на градежните дозволи, Центар е рекордер во Скопје по издадени градежни дозволи. Имате статистички податоци. И тоа се статистички податоци. И тоа Да е не лага. користиме тешки зборови како лага. Па, Бидејќи само го прочитав и го изнесувам фактот кој што е не релевантен. сте прочитали ова очигледно. Или не сте знаеле да Господин ги Герасимовски, прочитате информации. секундар, реплика на Лабудовиќ. повелете. 30 Во секунди. однос на ревидирање на дуповите, мене ми е драго вака што слушам на втората дебата, откако на првата дебата јас го посочив тоа како еден од главните проекти на Левица. Многу ми е драго, сакам да кажам, дека и делот останатите кандидати го прифатија како проект и веќе го промовираат како свој. Така да, ревидирање на проекти, еве ја повторно ќе кажам, на проекти дупови е многу добра мерка и се оној што ќе ги добие овие изборите дефинитивно треба да го прифати или да си го реализира собствениот проект. Благодарам. Може и јас да кажам Реплика во ред? реплика на се што е кажано. Секако повелете. Значи, иако постои правилото 30-70, сепак никој пушка не става да се продаде јавниот простор. Значи, јавниот простор не е заштитен. Тоа го покажаа два големи проекти. Проектот кај Треска, каде што општината имаше речиси 50% свое земјиште, и проектот кај Holiday Inn, каде што се продаде буквално Може паркинг. контрареплика на ова? Може контрареплика. Прво повторно слушаме дезинформации и неточни факти кои што сакаат да ги пробуткаат. Не е точно дека 50% било државно земјиште Добро, на 47 Треска, ајде. права работа. Треба да се видат бројките, па после да се комуницираат. И втора работа, уште еднаш ќе повторам, општина Центар нема продадено ниту еден квадрат државно земјиште на лицитација, туку се бори да го задржи државното земјиште, а законски е доколку има 30%, 70% да може да дооформат. Ние предложивме законски измени да тоа биде обратно. 70% доколку поседувате да може да дооформите уште 30% државно земјиште. Ми благодарам. Сега прашањето стигна до вас. Значи, кои се следните прифатливи локации за евентуални нови одобренија за градба? Која е вашата визија за урбанизмот во следните 4 години? Повелете. Нашата визија е носење на што поголем број на дупови, каде што ќе обезбедиме што подобри услови за живот на граѓаните во тие места каде што се носат самите дупови, а тоа е што повеќе зеленила, подобри сообраќајници, да се намалува катноста и висината на објектите и парцелите и да овозможиме што подобри, што похуман живот на граѓаните. Тоа го правиме изминатите 4 години со носење на секој нов дуп во општината, ги подобруваме условите за живот на жителите. Самиот дуп е на ниво на закон. Многумина ќе кажат зашто издаваме градежни дозволи и слично. Зашто доколку не издаваме ќе го прекршиме законот. Во минатото имавме мораториум, кој што ако гледаме од овој агол и од ова време денеска, ќе кажеме дека целосно бил неуспешен. Истиот падна два пати од страна, беше бутнат од страна на судовите и направи таков огромен проблем на општината да се, кога јас настапив во општината, не сакам да секогаш бараме начин да решаваме проблеми, а не да се жалиме, но морам да го кажам фактот дека се соочивме со таков проблем да имаме околу 400 одобренија и барања за градба. Оние 3-3,5 години каде што имаше мораториум, требаше да се искористат за носење на нови дупови, но тоа целиот проект беше неуспешен за жал. Осим некој што профитираше од истите, кој што беше најголем поборник да се носат мораториумите, кој што имаше одредени парцели, некои од одредени политички партии и на тие места не се носеа дупови, кои што сега се бутнати од страна на судот. Правиме све да во делот на дуповите овозможиме што подобри услови за живот на граѓаните од Центар. Благодарам, со оглед дека уште вие не го искористивте правото на реплика, повелете. Благодарам. Герасимовски, вие во 4 години имате ревидирано разгледување од 3 дупови, од 31 можен во Центар. Сега зборувате дека наредниот мандат ќе го продолжите. Ако сте имале намера, барем половина или повеќе од тоа би се ставиле на разгледување чисто во интерес на граѓаните. Која е причината зашто само 3 дупови имате разгледано? Прво не е точно, второ 30 секунди за водителот поставува контрареплика. прашања, но ќе ви одговорам и на вашите прашања. Лошо ве информирале и повторно дезинформации.
Во завршна фаза се дуповите кале и француски гробишта кои што беа на последната седница ставени, но за жал не се изгласа. Во моментот се работат дуповите Бунјаковец, се работат повеќе дупови, не се 3. И донесени се повеќе дупови. 4 години А мандат. паднат е еден, а тоа е ЈНЛ 7, кој што судот го бутна поради тоа што сметаше дека не е изгласен со доволен број на советнички гласови. Отворени се повеќе дупови и продолжуваме со нивно носење во наредниот мандат. Благодарам, господин Герасимовски. Продолжуваме со вас. Господин Среброва, повелете. Во однос на урбанистичките проекти, ние имаме главни проекти кои што велат ревизија на сите дупови наназад 20 години. Тоа би се направило со посебна комисија која ќе содржи урбанисти, архитекти и правници и секаде каде што ќе види проблем, ќе го оспори тоа. Потоа имаме формирање, односно забрана за продажба на државното земјиште, односно општинското. Тоа е дефинитивно проблем во нашата држава и мора, мора од некаде да се почне. Мора барем од општина Центар, кое што е срцето на нашиот град, да го застанеме тоа и да почнеме да ги применуваме законите кои што ќе ги донесеме. И се надевам дека после стапување на сила на таа мерка и другите општини би го превзеле истиот чекор. Сега доколку прашувате за дуповите и каде може да се гради понатака во Центар. Да, тоа ми беше суштината на прашањето. Јас би се осврнала малци на другата страна на Вардар, бидејќи ретко кој го споменува тоа. Значи тука го имаме дупот за француски гробишта, каде што според нашата програма ние имаме во план да градиме социјални комплекси, социјални станови, бидејќи во денешно време за жал веќе се заборава тој хуманистичкиот аспект на едно општество и ние како држава и како општина мора да го вратиме тоа и да мислиме и на луѓето кои што не може да си обезбедат сопствено живеалиште, а општината мора да е тука за нив. Ви благодарам. Господи Ивановска, го затвараме прашањето со вас. Значи вака, мораме да знаеме дека општина Центар е само 7 километри квадратни и дека градењето е најмногу сконцентрирано во одредени подрачја, меѓутоа постојат подрачја каде што се уште не се соодветно урбанизирани, ние ќе се насочиме да теретот да падне на тие подрачја, односно тие да се урбанизираат. Во однос на мораториумот само можам да кажам дека мораториумот значеше да не се гради додека плановите не се изревидираат. Падна 2 пати точно, ама го бутна бизнис заедницата што сега гради. Инаку споменатиот план не беше ставен во мораториум затоа што претходниот градоначалник Жерновски веќе покренал постапка, тука да бидеме на чисто. Што се однесува до урбанистичките планови, сметам и минатиот пат кажав дека треба да се направи репарцелизација на плановите, односно да не се овозможува државно земјиште да биде во делот на градежните парцели и да се добива маркица за тоа. Значи со јавните површини мора да се постапува во функција на јавниот интерес. Ја и порано завршив или добро сум? Малку порано завршивте. Добро. Со оглед дека го искористивте правото на реплика, господин Герасимовски. Една реплика на прашање. Пошто видов дека има 60 секунди, мислев дека е прашање, па затоа побарав реплика. Добро. Прашање беше го завршувавме кругот со господјата Ивановска. Второто прашање почнувам од вас, господин Герасимовски, значи повторно ќе ви кажам. Една реплика, контрареплика. Бирајте кому реплицирате. Доколку ве изберат за градоначалник, значи без изговори, без префрлање на надлежности, кога жителите на Центар ќе видат 20% зеленило во новите градби? Прво мора да се надоврзам до претходното прашање да се да објасниме. Прво не постои термин репарцелација, не знам што е тоа. Има репарцелизација. Има парцелација. Парцелизација. И треба да прашаме како овде ќе се направи таа парцелација. Како ќе спојуваме земјиште и како тоа ќе го изведеме. Убаво звучи во ушите на граѓаните, но не е возможно за спроведување. Ке може уште еднашка прашањето се извинувам. Прашањето, значи доколку ви избера за градоначалник, нема изговори, нема префрлање на надлежности, граѓаните кога ќе може да видат 20% зеленило кај новите градби? Прво, самите програми за издавање на одобрение за градба стои процентуално зеленило, кое што во минатото на Советот го усвоиле да има можност да се поставува и на крововите. Делумно се поставува, делумно не се поставува.
И затоа имаме нови правила во делот на издавање на дозволи за градби и во самата парцела мора да има дополнително зеленило. Значи тој процент од 20% и сега го накачивме за над 25-30% да има зеленило во рамки на парцелата за градба. Значи граѓаните треба да знаат дека во моментов при издавање на дозвола за градба има повеќе од 20% зеленило. Што направивме следно? Проблемот со паркирање е огромен во општина Центар. При издавање на одобрение за градба ги тргнавме оние непопуларни двојни паркинг места клацкалки, кои што во минатото не се реализирале. Дополнително ставивме за издавање на дозвола мора да има посебно место за велосипеди и рампи за пристап на лица со инвалидитет и слично. Ви благодарам. Господи Среброва, продолжуваме со вас. 20% зеленило во новите градби. Кажа и градоначалникот, има на тераси, на покриви. Благодарам. Ние ќе го забраниме тоа зеленило на крововите, зашто нема логика, тоа треба некој од станарите да го одржува, куќниот совет, општината нема тука надлежности, така натака, значи ќе мора да има 20 па и повеќе, најверојатно ќе го накачиме, проценти зеленило околу зградите. Доколку тој услов не е исполнет, нема да се добие дозвола за градба. А и самите дозволи за градба многу потешко ќе се добиваат, затоа што условите ќе бидат и многу постегнати. Благодарам. Господи Ивановска, продолжуваме со вас. Најголемиот проблем е што во моментот се уште се спроведуваат генерални урбанистички планови донесени во 2012 година под притисок и во малце посомнителни околности, за кои што патем беше баран мораториумот, во кои што не се секогаш побарани овие 20% да ги има во парцелите, а сега се издаваат градежни дозволи реализирајќи ги овие планови. И едноставно така е направен и законот за зеленило да ова поминува. Ова навистина е многу сериозен проблем и многу треба да се почитува законот за зеленило по земја, затоа што на кров кој ќе шета да ужива во зеленилото. Значи, од една страна ќе се залагаме и за зголемување на зеленило, на површините со зеленило, меѓутоа најмногу од се за одржување на зеленилото. Ние веќе имаме над 100 дупки од дрва кои што се исушиле, а не се презасадени. Да не зборам за грмушки, да не зборам за трева. Значи, не е само да го спомнуваме зеленилото како зеленило, тоа е нешто што треба, за кое што треба да се грижиме и како граѓани, и како одговорни лица, кој што треба да се одржува и имаме план како тоа да се направи со посебни системи, со користење на дождовна вода, да не биде тоа посегнување по нови средства од буџетот и така натаму. Не знам, добро би било да гледаме како ни оди времето. Реплики немаме сега, така? Имате реплика, следно прашање си, ова второ прашање. Слободно, ако сакате реплика пред господинот. Пред се треба да знаеме тоа што некоја политичка партија го предвидува и предлага, дека дел од нивните членови кои што имаат одредени парцели кои што треба да се градат, не го почитуваат правилото 20%. Кога станува збор за нивна парцела, ако може иш зеленило, иш да нема, но кога сме пред јавност и пред медиуми, говориме дека тоа треба да биде над 20% и дека ќе го направиме не знам на кој начин. Што направивме ние? Ние ставивме над 2000 садници изминатите 4 години. Нови паркови во општината, кои што редовно се одржуваат и се во интерес на граѓаните, и така ќе продолжиме во наредниот мандат. Благодарам. Кругот кој завршуваме со вас. Господин Лабудовиќ, повелете. Зеленилото мора да се одржува и да се обновува. Треба да се проверат и сите постоечки дрва, бидејќи секако и тие стареат, и да се обноват. Тоа бидејќи тие дрва веќе представуваат и закана по безбедноста. Баш вчера имаше некој случај со мал дожд, беше паднато дело дрво на Орце Николов. Во однос на правилата на игра со запазување на зеленилото во секоја градба мора да се пратат. И тука нема компромис, бидејќи тоа се правила на игра. Сега имам некои 30 на 40 слики во моментот што се градат објекти низ Дебармало и Буњаковец, и како што ги гледам, ги вртев сликите, искрено нема простор ни 1%, а не 20% да се задоволи зеленилото на парцелата. Така што, затоа кажав и на почеток, треба да видиме тоа што е дадено како дозвола, дали се почитуваат правилата на игра. Доколку не, ќе следат соодветни санкции за инвеститорите, бидејќи на крајот на денот тоа се простори за граѓаните. Тоа што ќе го правиме за животната средина
максимално ќе бидеме посветени да се обноват сите тие зелени површини, сите простори каде што нема дрва да се засадат нови и тие болните или старите да се тргнати на исто нивно место, веќе тоа е процес нормално. Ви благодарам. Третото прашање, продолжуваме, го отвараме со вас, господи Среброва од Левица. Значи, веќе начнавте некој од вас во одговорите. Центар е 7 километри квадратни, но се простира и од другата страна на Вардар. Што планирате таму? Значи, како што споменав и пред малку, ние ќе донесеме нов дуб кај француски гробишта. Тоа ни е еден од главните проекти во овој сегмент, каде што ќе се градат социјални станови и комплекси за похумано и социјално живење. Потоа ни следи Ново Мало, например, каде што ние, за жал, во 21. век се уште во тоа мало имаме септички јами наместо поврзано со канализација. Тоа дефинитивно уште на старт ќе го решиме и исто така и таму ќе мора да се донесе нов дуб, бидејќи тие луѓе таму не можат ништо да направат затоа што се закочени од стариот дуб. И еден од главните капитални проекти ние под Кале, значи на парцелата дуб CS01 парк 2, таму планираме да направиме нататориум. Тоа е комплекс на базени за нуркање, скокалници, пливачки базени, потоа таму ќе има и според нашиот план аквариум, бидејќи Скопје како главен град на една држава, која што претендира да биде држава членка на Европска унија, ние немаме аквариум и планираме тоа таму да го направиме. Исто така и ревитализација на Скопското игралиште, кое исто така се наоѓа од другата страна на Вардар. Мислам дека ова се навистина потребни проекти на еден модерен центар, едно модерно Скопје, затоа што време е веќе и сега да го направиме тоа. Благодарам. 90 секунди за вас, господи Ивановска, последните 10 ќе го колку што знам, Ново Мало е од другата страна на Вардар, не е од левата. Добро, нема врска. Како што спомнав и пред малку, значи ние ќе ја пренасочиме тежината на градбите и во оние делови на општината кои што не се урбанизирани доволно и не се изградени. Идејата е да се проверат парцелите какви се, да се направи замена, општината да преговара во името на граѓаните, да бидат задоволени потребите на сите. Битно е граѓаните да живеат во нормални услови, во нормални улици, да не живеат во сокачења во високи згради и без вода. Како што имаме сега ситуација, важна е катноста, а не е важна пристапот на пожарна, не е важен пристапот на брза помош и така натаму. Значи, условите да бидат еднакви за сите, да бидат добри, нормални услови за достоинствено живење од една страна, а од друга страна секој да го добие своето. Значи, инвеститорите со замена на парцели може да си го добијат своето од една страна. Од друга страна, многу е битно кога зборуваме за локациите, да знаеме дека особено во делот под Кале, планираме да направиме, да го ревитализираме спортскиот центар Кале со базени, со клизалиште, како што подобро тоа што беше порано, затоа што навистина недостасува такви содржини на градот. А исто така и да доградиме уште некои базени, бидејќи за нас е многу важно пливањето да го воведеме како редовна дисциплина за децата, бидејќи тоа не е само спорт, туку вештина за спасување на живот. Ви благодарам. Го користите вашето право на реплика. Повелете, господин Герасимовски. Кога говориме за проекти што ви направиле, треба да знаеме прво какви ни се нашите ингеренции, дали тоа можеме да го реализираме. Ние, како што кажа, по моментот го носиме дупот на Кале и во завршна фаза пред гласање во Советот. Не се изгласа на предпоследната седница, верувам дека во ноември или декември истиот ќе биде изгласан. Каде што скратуваме парцели, каде што има градби, ги ставаме во D1, односно во зеленило и спортски игралишта. Небулоза е она што се вели дека се борат одредена политичка партија против висококатниците, кога бараа за треска да се прават висококатници, односно да се спојат парцели и да идат во висина. Ви благодарам. Истече времето, продолжувате. Контрареплика имам? Имате право на контрареплика. Да, значи да не знаете и сами дека во Треска имаше општината 47%
општинско земјиште и дека вие можевте со замена без да се наштети на инвеститорите, но од друга страна граѓаните да добијат поквалитетен живот, можевте да направите размена на парцелите. Имаше и направено конкурс за тоа, направено конкурсно решение за кое што сите беа задоволни, но вие го поништивте. Продолжуваме со вас, господин Лабудовиќ. Како и сите делови од општината, така и за таа лева страна на Вардар мора да се посвети исто внимание, бидејќи сите сме граѓани на центар и не треба никој и никако да биде фаворизиран. Разгледувањето на ДУП-от треба да биде исклучиво со подршка на граѓаните и тие да го кажат предлогот што и како мислат тој дел да биде за нив прифатлив, меѓутоа секако тој ДУП предлог на почеток би дошол од урбанистите, како го замислуваат развојот на тој дел. Секако реконструкција на улиците каде што е потребно, осветлување, бидејќи таа страна на Вардар мислам дека е малку потемна од другиот дел во центарот. И тоа се инвестиции кои што ќе придонесат и за децата, каде што ќе има ревитализација на игралишта кои што претходно биле ветувани и не биле реализирани и реновирани. Има една добра средување на тој цел простор на калето, околу калето, просторот под калето кај што е полигонот, каде што буквално поранешните собиралишта како базенот или изгалиштето веќе не функционираат и тоа е некоја како сива зона, небезбедна зона, паш напротив треба тоа целото да се реконструира и да се направи простор каде што сите граѓани ќе уживаат. Ви благодарам. Во делот на калето и во делот на носење на дупови, секогаш како општина и како тим на луѓе гледаме да ги подобруваме условите за живот. Напоменав и претходно мора да има што подобри сообраќајни решенија, да има што повеќе зеленило, да се намали катноста и да се пружат подобри услови за сите жители, без разлика за кој ДУП станува збор. Француски гробишта, делот француски гробишта и за прв пат се носи ДУП, делот калето, како што кажавме, во фаза на носење, односно на гласање во Советот, пројдени се сите филтри. За да се донесе нов ДУП треба да пројдат повеќе филтри, повеќе институции, за да истиот биде идеален и за да биде во полза на граѓаните. Секако се согласувам дека во тој дел и тоа го правиме, да заживее тој дел на калето. Во самата програма го ставаме и паркингот, со кој што имаме огромен проблем. Наистиот се прават депонии кои што постојано ги чистиме. Нешто што не е дозволиво. Мора да живеат спортските терени, но и нацртавме нови маркеци, каде што имаше маркеци за градба, нацртавме ги преиначивме, односно се поставени за зеленило Д1, каде што планираме да има спортски игралишта и спортски терени. Дури имаше и приватни локации кои што преку судски рочишта веќе се вратени во општината и истите ги планираме за да и тој дел од центар го разубавиме. Во делот на пак ќе се навратам на треска или да оставиме за понатаму. Дека тоа идено решение кое што беше донесено и каде што во истото се планира висококатници, не беше промовирано поради тоа што знаевме дека истото не може да се реализира на туѓо земјиште, односно на приватно земјиште, некој да црта како што ќе благодарам, ќе стигнеме, ќе се вратиме на треска. Сигурно ќе се вратиме. Повелете. Благодарам. Во однос на дуповиве, јас пак ќе кажам, еве, покрај Ново Мало, тука и Крњево, тука е Маџар Мало, каде што тие луѓе заслужуваат конечно да добијат нов ДУП. ДУП според нивните, како они си го замислуваат во соработка со општината. Пред некоја седница, значи чинам беше пред 3-4 месеци, бидејќи сум се уште актуелен советник во општината, беа и жителите на Маџар Мало и се жалеа за условите кои ги имаат таму и предлозите кои ги добиле за тој ДУП. И верувам дека ние треба да разговараме со нив, да направиме средби, да видиме кои се нивните очекувања, кои се нивните барања и заедно со граѓаните да се носат тие дупови, исто така имплементирање и воведување на пракса на референдуми. Значи граѓански референдуми каде што за одредени одлуки кои што се круцијални за животот и добробитот на луѓето во нашата општина
тие мора да имаат право да се изјаснат дали сакаат, дали не сакаат, односно дали се согласуваат или не. И општината конечно да го слуша гласот на своите жители, гласот на оние од кои што си го добива мандатот и сите заедно да ги носиме решенијата. Ви благодарам. Во делот на Крњево и Маџармало треба да знаеме, и Марија знае дека Крњево веќе донесовме нов дуб во едниот дел на Крњево, во другиот дел се донесе пред ние да стапиме на функција во општината. Во делот на Маџармало треба да знаеме дека советниците не дозволија самиот дуб да се изгласа, односно уште стои во советот и истиот не изгласа. Реплика? Контрареплика повелете, искористете го вашето право. спомнавте советот, јас само ќе кажам дека советот не го изгласа токму на онаа седница која што ја споменав пред малку, бидејќи беа жители од Маџармало на седницата како гости кои што се изјаснија дека се против тој дуб бидејќи на нивното земјиште се планирани хотели. Советот, значи во тие моменти имаше слух и него изгласа тој дуб, ги послуша жителите, понатака ќе видиме, сметам дека мора да има ново решение. Бара да се донесе дупот. Благодарам. Следното прашање, кругот почнува од вас, господи Ивановска. Значи, во ваш мандат, без разлика кој од вас ќе победи, во вашиот мандат повеќе од известно е дека ќе бидат завршени и зградите кај Холидейн и зградите кај Треска за кои што зборувавме. Тоа се илјадници станови, илјадници возила. Дополнително да земеме предвид дека градоначалникот иден на Скопје може да го почне проектот со пробивање на подземниот булевар кај Дајмонд, што значи ќе се затвори кај Нова Македонија раскрсницата. Ме интересира што како градоначалник иден на центар вие ќе превземете за да не се случи целосен сообраќаен колапс во улиците кои што се под надлежност на општината. Повелете. Значи, па тоа е нешто што ние се бориме со години. Значи, се градат згради по детален урбанистички план, кој што ги пробива параметрите од генералниот урбанистички план, план кој што го споривме и се наоѓа во јавното обвинителство, исто како и тој план за Треска, и тој се наоѓа во јавно обвинителство, меѓутоа, мафијата со булдождерот работи и дозволите се добиваат и караванот си врви. Со лажни бројки за број на жители, со лажни бројки за возила и така натаму, со несоодветно решение за сообраќајницата и слично. Значи, и сега каде? Нема лажење во урбанизам. А ние цело време сами со себе се лажеме. Како ќе стаса и вода до нив? Во какво подречје се градат? Мислам, многу прашања поведува со себе токму тој план кај Холидейн. Од 5 години више како што е во јавно обвинителство, меѓутоа интересите го кочат тој план да не тој предмет да не излезе на виделе. Како? Сега како? Сега проблем е за сите. Значи урбанизмот не е само нешто да се каже дека урбанизам, тој треба да биде првин во заштита на јавниот интерес. И не со лажни бројки. Не само сега во овој случај, во многу и понатаму ќе бидат теми каде што ќе кажеме дека со лажни бројки ги гледаме проблемите на улица. И сега ќе ги гледам, и тогаш ќе ги гледам. Благодарам. Може реплика? Секако, го користите правото на реплика. Мора да знаеме кога се кандидираме за градоначалници, каков товар носиме, ова е сериозна работа. Значи, за да се донесе еден дуб, се добива согласност и од водовод, и од транспорт и врски, каде што сообраќајците решаваат дали на таа квадратура има можност да има таа висина, тој број на население и така натаму. Потоа се добива одобрение од градот, се добива одобрение и од ДЗС. Значи, не е само општината таа што го носи дупот. Благодарам. А не беше кривичната пријава само за тие од општината, туку за сите и за цел ланец одговорни лица кои што и го имаа подпишано, ние поднесовме кривична пријава. Благодарам. Господин Лабудовиќ, продолжуваме со вас. Значи, кој е вашиот план, решение за спречување на можен сообраќајен колапс? Најчесто кога гледаме како сообраќајен колапс, тоа се големите улици, булевари кои што се во надлежност на градот. По стамбено-сервисните улици има метеж, меѓутоа не е со толкав интензитет, со целосна блокада, меѓутоа кога сакаме да избегнеме некоја гужва, ги користиме истите. Тоа што како општина, како надлежност која имаме, е да ослободиме што повеќе можеме улици и од паркираните возила, да се направат режими
еднонасочни, со реконструкција на улици и секако заедно со градот, тоа е надлежност на градот, да се помогне на некаков начин за средување на јавниот превоз, бидејќи ако имаме добро организиран јавен превоз, влезот на автомобили во центарот на градот ќе биде драстично намален, но дополнително и со добра организација на паркинг места, предвидуваме програмата Smart Parking, каде што граѓанинот ќе знае на поц каде има точно слободно место, за да може да се упати таму, а да не лута по паркинзите и по улиците, за да и го троши времето и да прави дополнителен метеж. Има многу решенија, меѓутоа, нажалост, грешките што се направени во минатото не можеме да ги отклониме, меѓутоа можеме со соодветни паметни решенија да ги санираме. Горит? Господин Герасимовски, поелете вие. Што правевме изминатите 4 години и што планираме во наредниот мандат, а тоа е ослободување на тротоарите со секоја реконструкција на улица, ги ослободуваме тротоарите од возила и правиме пешачки велосипедски патеки, тоа се направи на Орце Николов, тоа се направи на улицата Ленинова, тоа го планираме на Мирослав Кралежа, која што наскоро ќе почне да се реконструира. Тоа го планираме на следниот дел на Ленинова, кој што наскоро ќе почне до крајот на кој што ќе биде до Министерството за земјоделие. Мислам дека продолжите. Не ми истече време. Следно нешто што правиме и што направивме, а тоа е нови паркинг места. Планирано е нова општинска зграда, граѓанско-административна зграда, која што ќе биде во интерес на граѓаните. Во подземниот дел ќе има 3 нива подземно паркирање, кое што е испланирано со над 300 паркинг места. Договорен е заедно со ПУИК и почната е процедурата за идејно решение на нов паркинг позади Буњаковец, да се отстране монтажната гаража, таму ПУИК има дел од сопственоста и во заеднички договор да таму се направи нов паркинг простор со над 300 паркинг места и не се откажуваме од тоа што го започнавме, а градот не укочи со нов паркинг на продолжување на монтажната гаража во Капиштец на улицата Народен фронт и таму имаме предвидено над 300 места. Кога почнавме проектот, добивме зелено светло од градот за да го завршиме истиот, ставивме во програмата, одвоивме средства во буџетот, но за жал градските власти на 2 пати ни го стопираат тоа идејно решение кое што не можеме да го реализираме. И сите оние површини кои што ги ослободуваме, поготово делот на Буњаковец, каде што од диво направени објекти направивме нови паркинг места, подолу кај Вучко, по барање на жителите ги возобновивме паркинг местата, истото го направивме и во Маџер Мало, каде што е реконструиран целосно паркингот со нови паркинг места и така ќе продолжиме во наредниот период да водиме грижа за сообраќајот и за паркирањето во општината. Реплика? Треба да бидеме фер кога си кажуваме проектите што биле наши реализирани, да не се китиме со туги перја. Орце Николов е реализирана улица, целосно реконструирана, како што го имаме изгледот сега од вашиот претходник. Во однос на паркиралиштата ПУИК, општинската зграда, веќе по втор пат ги ветувате. И тие се ПУИК не, меѓутоа општинската зграда и дел во нашата програма, кај што предвидуваме дополнително катна гаража во Буњаковец, монтажни гаражи кај функционерската зграда и во Беверли Хилс позади Делајла. Реплика или Делајла, не знам. Имате за контрареплика? Повелете, извинете. Прво Орце Николов, ако знаете, да, ја започна поддржувачот на Лавудовиќ, поранешниот градоначалник, но ние довршивме истата. Беше стигната до 3-та фаза, каде што ние како општина ја завршивме од кога дојдовме во новиот мандат. Во делот на граѓанско-административната зграда и проектите кои што ги ветуваат, мене ми е чест и задоволство што нашата добра програма некој ја препишува и добро е да тоа што е добро пробува некој друг да го спроведе истото. Благодарам. Доколку може. Повелете. Реплика кон господинот Герасимовски. Мене исто така ми е драго што го спомнувате проектот за нова општинска зграда, бидејќи тоа е еден од капиталните проекти на Левица од минатата изборна програма, кој што ние со само 3 советници во Советот успеавме
да ја донесеме на дневен ред и да се изгласа, така да мене би ми било многу драго да ја видам новата општинска зграда готова, без разлика во кој мандат некој да ја реализира. Се надевам дека тоа ќе бидеме ние. Може контрареплика и нова, така? Контрареплика, вие. Може ми ја контролира? 4 години покажавме како се води општината. По една контрареплика, со тоа што извинете, сите- господине Герасимовски, вие веќе имавте контрареплика на господинот Лабудовиќ, така? Да. Да, извинете. По една, за тоа. По една е ради тоа, се извинувам, заборавив дека имате. Повелете и вие. Вака сега, во однос на сообраќајните решенија, сакам да додадам дека ние ќе направиме целосно мечување, вкрстување на податоците од бројот на возилата и паркингзите кои што се веќе на паркинг простори што се на располагање. Доколку има потреба од нови, пошто имаме паркинг места што не се користат за тоа, тогаш ќе градиме подземни гаражи, а во однос на административна зграда, најпрвен ќе ги видиме ресурсите во општината згради кои што не се користат, да ги обновиме, да не трошиме пари за општинска Благодарам. зграда, па понатаму. Користете го правото за реплика на темата. Добро. Па не Продолжуваме. беше спомната зградата за Да. тоа. Прашањето, да. Сепак да се вратиме на прашањето. Со вас продолжувам. Значи, кое е решението што ќе го понудите вие како градоначалник, да нема сообраќајен колапс тие илјадници возила кои ќе излезат да одат на работа и кои ќе се враќаат од работа? За конкретни позиции, така. Холидеин и Треска. Благодарам. Тоа беше моето прашање. Вака сега ние имавме како левица конкретно решение. Молам? Извини. Како? Си измеша редот Добро. малче. Ќе продолжиме, па нема врска. Значи, ние имавме конкретно решение и пред да настане проблемот, а тоа Така, беше точно тој дуб да се бутне со референдум. Како ни почна нас мандатот во 2021 година, ние само што почнавме практично, успеавме да донесеме точка на дневен ред за референдум, конкретно за тој дуб таму кај Holiday Inn. И Советот ја изгласа таа точка, меѓутоа седницата се прекина, и точката никогаш не стигна на дневен ред да се гласа. Значи, седницата ден денес нема продолжување. Нас мандатот не завршува овој месец. И сега ние доаѓаме до ситуација да решаваме проблеми на нешто што сме можеле да го решиме пред 4 години. Ние да ги прашавме центарци дали сакаат таму кули да се градат, немаше да се изградат тие кули. Но не и се, нашиот план е следен. Ние да имаме во однос на ова длабока соработка со град Скопје. И бидејќи тука ингеренциите се измешани, улиците, кеот на Вардар, значи споредни главни улици, тоа мора да се реши во соработка со градот Скопје, конкретно и коритото на реката Вардар, бидејќи ние правевме и анализа пред да побараме референдум со Заводот за сеизмологија. Тука знаете што се случува ако се сруши при земјотрес, не дај Боже, некоја од тие згради, го поклопува директно коритото на Вардар и цело Скопје ќе се поплави. Ви благодарам. Сега е време за вториот блок на реклами и потоа продолжуваме со дебатата. Се враќаме повторно во студиото на Топ Тема. Продолжуваме со прашањата на кандидатите за градоначалник на општина Центар. Продолжуваме со господинот Лабудовиќ. Центар има проблем со отпадот. Конкретно прашање до кога индустријски и органски отпад од угостителските објекти ќе завршува во истите контейнери што ги користат и граѓаните. Кога ќе има селекција на отпад? Повелете. Ако сакаме да бидеме дел од Европа, мора да почнеме да го селектираме отпадот и тоа сериозно. Имаме веќе преговори и разговори со една од компаниите кои ги собира, тоа е Пакомак, можам јавно да кажам бидејќи е ставено во програмата, каде што општината ќе субвенционира, ќе се направи план за субвенционирање, сега кои средства во буџетот ќе се одвојат да одредена сума по рециклирана амбалажа ќе добијат на картичка, која веќе постои таа картичка на ниво на ПОЦ подолго време, меѓутоа ќе стане малце по-мултифункционална. Тоа како општина понатака ќе го правиме и со подземни контейнери, каде што ќе стапим во контакт и со угостителите, соодветно да се оддава
отпадот, бидејќи не е само тој органскиот, туку има и амбалажен отпад кој ги претрупуваат тие контейнери. Во однос на градежниот шут, планираме ПОЦ да има своји контейнери кои што ќе се наемуваат и ќе се даваат на граделиштата, и тој градежен шут не ќе стопанисува, туку ќе го зема и ќе го одложува во дризла ПОЦ, за да не се случува граден шут секаде да имаме низ центар, со тоа што ќе намалиме и тоа загадување во ширење на прашина, кеси, стиропор кога е во тек на градба, и дополнително планираме да воведеме такса при градењето, кога се рушат објектите по метар кубен, и тие средства инвеститорите да ги плаќаат на општината, тие средства бидат искористени исклучиво за чистење на општината. Благодарам. Проблемот со отпадот е многу висок проблем, односно проблем со кој се соочуваат сите општини на град Скопје, меѓу кои општината Центар. Јас ја иницирав да ние ги превземеме врските од градот Скопје и ги превземеме комуналните предпријатија, и секоја општина си оформи свое комунално предпријатие кое што ќе дигне нивото на повисоко ниво во општините. Ке нема сметни со општините, ние имаме дополнителна опрема која што купивме изминатите период, нова цистерна, нови метларки, планираме во новиот мандат и 2 нови цистерни кои што ќе ги мијат улиците во општина Центар, но и дополнителни метларки. Имаме 120 хигиеничари, најголем број од сите општини во градот, кои што деноноќно работат за да ја подигнат хигиената на највисоко ниво. Во моментов се поставени, но и континуирано поставуваме контейнери за кабаст отпад низ општината, но тука ќе повикаме граѓаните да подигнеме свеста на повисоко ниво и да го почитуваме тоа на кој начин го отфрлуваме, односно депонираме сметот во контейнерите. Во делот на соработката, односно проблемот што го прават дуканџиите, односно угостителите, имаме неколку пати состаноци во текот на годината, каде што разговараме и даваме насоки како го селектираат и депонираат отпадот. Бараме да имаат лиценцирани договори со лиценцирани куќи да се селектира пластика, стакло и хартија, и дополнително сите они отпадоци, односно остатоци од храна го депонираат во посебни контейнери кои што ќе бидат во нивните парцели. Благодарам. Реплика, господин Слободовиќ, појавете само да ги скоментирам, бидејќи цистерната набавена во вашиот мандат, метларките претходно, говорите за во вашиот мандат или општо како општина, бидејќи многу важно нели тоа да се спомене. Видов во вашата програма дека имате план да набавите нови машини за чистење во ред, меѓутоа овие постоечките, искрен да бидам, не сме ги виделе по улица да работат. Искрен да бидам, 3 години имате цистерната, јас не верувам дека имате поминато некоја голема километража, бидејќи ја немаме видено еднаш или 2 пати полиција и така како се движам низ центарот. Секако контрареплика повелете. Бројките на километражата ќе ви бидат доставени. Граѓаните гледаат и не треба да ги манипулираме и си играме со чувствата на граѓаните. Целата опрема заедно со хигиеничарите се постојано на терен низ центарските улици, тоа е видливо. И не само овие 4 месеци, туку видливо е дека 4 години нашите служби се на терен. Во делот на метларките имаме дополнителна опрема која што е купена, тоа се дополнителни прскалки за дезинфицирање на контейнерите и околу контейнерите, и цистерната е купена токму во мојот мандат. Во наредниот мандат 2 нови цистерни со 5 нови метларки. Благодарам. Продолжуваме. Благодарам. Ние имаме конкретни проекти што ќе го намалат загадувањето на животната средина поради смети и отпад. Сега пред се планираме еколошки кампањи за покривање на јавната свест. Потоа, ние не планираме да правиме договор со приватни предпријатија за селектирање на отпад, туку во нашата програма има создавање на компостара. Односно, што значи тоа? Компостарата ќе прима селектиран отпад, тоа е објектот затворен карактер, која што ќе го рециклира и понатака го доставува таму каде што се уништува тој отпад. Сега, значи, во склоп на ова, значи тоа би било под општински ингеренција, не да се прават договори со приватни фирми, во склоп на ова имаме во план општината да дава и бесплатни корпи за отпадоци за селектирање на отпад на граѓаните, и секако кога ќе дојдеме до ниво на јавната свест да се подигне
условно кажано на едно задоволително ниво, веќе и да се воведат казни за оние што не селектираат. Тука доаѓаме до моментот на кафанџиите, каде и како ќе го фрлат своето ѓубре. Значи кафанџиите со канти за селектирање од општината ќе си го селектираат посебно своето ѓубре и ќе го доставуваат селектирано до таа компостара која што ние ќе формираме. А каде би била локацијата? Значи локацијата не е дефинирана, меѓутоа тука е добро да се напомене дека локацијата дури не мора да е во општина центар. Значи општина центар може да се најде и друга локација ван својата општина да се ја изгради својата компостара. Благодарам. Повелете. Проблемот со отпадот во центар не е само на центар. Процесот за отпад почнува тука, завршува во градот, меѓутоа има проблеми кои што произлегуваат и од работењето на општината. Ќе напоменам неколку моменти. Имаме недоволен број на контейнери и скршени контейнери кои што се менуваат само пред избори. Зошто е недоволен бројот на контейнери? Затоа што се пријавува помал број на жители, затоа што комунална хигиена доставува помалку или нема место каде да ги достави. Доаѓаме до вториот проблем. Местото каде што треба да стојат контейнерите е јавна површина која што никогаш не е нацртана во деталните урбанистички планови. Фактички, каде ќе стојат тие? Нема каде да стојат и се создава метеж со отпадот. Значи, решението ќе го бараме системско. Најнапред да направиме место, да кажеме точен број, општината се уште нема статистика за демографските промени кои што настануваат во самата општина, што е и по мене исто така проблем. Компостара за листовите нема. Пазете, се плаќаат трошоци во Дрисла кога се носат сувите листови, а од друга страна се купува прихрана за растенијата, кој што може да се произведе од таа компостара што ќе се купи. Така што проблемот со кафанџиите треба да се направи систем. Комунална хигиена има направено систем, не се спроведува, но тоа не ја спречува општината да направи систем, да се обезбедат посебни контейнери кои што нема да имаат никаква врска со овие од населението и таму да се одложува тој отпад. Значи се си има свое место каде треба да биде. Благодарам. Во интерес на времето, следните два круга прашања, времето за одговор ќе биде по 1 минута на кандидатите. Второ прашање, втор круг прашање, второ прашање за вас почнувате господине Герасимовски, со оглед дека сите најавивте ослободување на тротоарите, повеќе простор за велосипедисти, ме интересира во вашата програма, вашиот план, доколку бидете избрани за градоначалник, дали ќе добие центар пешачки зони, кои и кога? Повелете. Да, 60 секунди. Со реконструкција на секоја улица ги ослободуваме тротоарите од возила, ги подобруваме условите за пешаците и велосипедистите, така ќе продолжиме во наредниот период. Во новата програма предвидуваме реконструкција на 30 на улици низ општината и секаде каде што има можност го спроведуваме тоа. Како што напоменав, продолжуваме со реконструкција на Мирослав Крлежа, која што набрзо треба да отпочне и на истата ги тргаме целосно, ги отстрануваме автомобилите. Дополнително улицата Ленинова, која што треба да едниот дел е направен, сега одиме со реконструкција на вториот дел до Министерството за земјоделие и во истата е планирано што повеќе пешачки патеки, односно од двете страни пешачки велосипедски патеки. Тоа го покажавме изминатиот период дека се грижиме за жителите на центар и дека во секоја програма, односно во секој водење на реконструкција на улица ги почитуваме жителите да има што поголем простор за велосипеди и пешаци. Ви благодарам. Господин Среброва, продолжуваме со вас. Пешачки зони, да, не, кога и каде? Благодарам. Значи, во однос на пешачките зони, ние имавме една многу убава иницијатива во Советот на општина Центар, тоа е затворање на Боемска 2 улица во Дебар Мало, која што благодарение на Левица се изгласа во Советот. Морам да напоменам, еве, мене ми е фасцинантно како, например, иницијативата Шанса за Центар постојано збореше за пешачки зони, ослободување на тротоари и така натака, меѓутоа конкретно за ова не гласаше, односно, да бидам конкретна, гласа воздржано, колку што се сеќавам, а тоа е практично против за мене. Нашиот план во однос на пешачки зони е не само, ми се надевам дека таа
пешачка зона, односно улица што се донесе како одлука на Советот, ќе се реализира затоа што веќе 3 години тапка во место. И нашиот план е практично не само таа улица, ами цело Дебармало како боемски кварт да биде пешачка зона, потоа истото да го направиме и во недоволно развиените делови на општината, тоа е другата страна на Вардар, кај Маџармало, Крњево, значи тој дел малце на центарот на градот да го оживееме. Благодарам. Може први на реплика па да си го користам времето? Вие изберете. Значи, иминатиот пат... Да, иминатиот пат бевте сигурни во информациите што ги кажавте за шанса за центар, па се потврдија дека се неточни. Дали ви е проверена информацијата, затоа што знаете, кога вперувате прст кај некој, 4 се кај вас. Значи, проверете, па после. Сите податоци се лесно достапни. Минатата кога рековте дека не ве поддржале за надзор на детските игралишта, испадна дека не е точна таа информација. Продолжувам со темата. Контрареплика? Контрареплика, 30 секунди. Благодарам. Конкретно за ова благодарение на Левица има видео снимки од сите седници во Општина Центар, бидејќи тоа е наша иницијатива. Конкретно за Safe City, да, човек греши, морам да признам дека ја изгледав снимката и во неверување видов дека тие всушност гласале за, бидејќи цела седница беа против, како и на многу седници каде што имаше пример шанса за Центар, гласаше против донација на дрва. Сега, конкретно за ова можете слободно и сајтот на Левица да го проверите, и општинските снимки, и пејџовите на Facebook, има конкретно снимка каде што шанса за Центар не гласа за пешачка зона во Дебармало. 60 секунди За одговор. ложбите на шанса за Центар, односно сега нели на независни заедно кои мене ме поддржуваат, се како што реков и на во претходната изјава, е смирување на сообраќајот во Центар, намалување на сообраќајот, намалување на потребите за користење на возила, а тоа се оди во прилог на зголемување на пешачките зони. Исто така, пешачки зони околу училиштата, затоа што безбедноста за нас е многу важна, да можат децата да стигнат безбедно до училиште, до градинка, безбедност на движење на лицата со инвалидитет, безбедност на движење на возрастната популација на граѓани, така што секако се залагаме за зголемување на пешачките зони во општината, каде и колку конкретно ќе биде, тоа ќе биде со преработка на деталните урбанистички планови. Повелете, господин Лободович. Реконструкцијата на улиците, кога велиме реконструкција, не велиме да изгребеме асфалт и да поставиме нов асфалт, него комплетно реконструкција, каде што ќе се уреди и паркирањето и ќе се дополни со соодветно зеленило, да го земеме примерот на Орце Николов. Исто како и што кажа Герасимовски, тој мислам дека го има и во првата програма како предлог за Мирослав Крдлежа комплетно да се направи како пешачка зона со резиденционално паркирање, 50-та дивизија, бидејќи одамна таму воопшто ништо не е реализирано во тој потек. Зборуваме за улици како Христо Смиренски, 9 мај, каде што ќе се организираат тие паркирања соодветни, и како еден од покапиталните инвестиции, кога би се реализирала општинската зграда, Михаил Цоков улицата, значи коцката пред општината и паркиралиштето Карши Фонтана, тоа би бил еден прекрасен плоштад, бидејќи целото паркирање, таму има околу 100 возила, предвидени се 300 со подземно паркирање под општината, тој простор да остане слободен за граѓаните за движење. Реплика 30 секунди, повелете. Еве за Марија, да, покажавме изминатите 4 години како се води општината. Имавме председател на совет кој што е од друга партија или советничка група, кој што ние немавме мнозинство, но сите добри проекти ги реализиравме заедно. Покажавме единство, покажавме друг начин на водење на општина и пример за сите останати општини. Во делот на затварање на Боемска 2 веќе е поставена рампа, можеби и сте ја виделе на почеток на улицата. Дополнително во фаза на носење и проектот за затварање на Дебармало, кое што заедно со Севера Скопје го разгледуваме истиот, верувам дека ќе добиеме зелено светло да Дебармало стане зона за пешаци. Благодарам. Последно прашање. Контрареплика, може коментар или не? Контрареплика, повелете, имате право на контрареплика. Едно да се постави рампа, друго е да имаме сообраќајно решение кај што ќе се испланира добро, бидејќи имаме тесни улици таму и мора многу добро да го планираме тој процес на движење на специјални возила
и планираме до секој објект да се направат планови низ центар, бидејќи со безбедноста нема компромис и мора секое тоа специјално возило да има лесен пристап до сите делови на центар. Па тоа е сообраќајно решение. Последното прашање за сите вас. Почнуваме со вас, господја Среброва. Благодарам. 1 минута, 3 носечки проекти кои што ќе се обврзете да ги исполнете во вашиот мандат. Јас дефинитивно ќе се обврзам да се ревидираат сите дупови 20 години наназад, значи ќе направам посебна комисија, како што напоменав и на почетокот, од урбанисти, архитекти, правници, кои што детално ќе го чешлаат секој проект што бил и дуп направен до сега, секаде каде што ќе се најде грешка и нешто што не е во полза на жителите да се оспори. Значи, втората работа на која што ќе се обврземе еве и ова ќе го спомнам. За разлика од урбанизмов, кој што дефинитивно планираме да го решиме, ние имаме и проекти кои што планираме и да ги изградиме. Например, ние планираме ревитализација и обновување на зелениот пазар. Значи, моментално зелениот пазар за денешно време е нефункционален. Тука планираме постоечките тезги да ги тргнеме да се направат 2 нивоа под земја, каде што едното ќе биде како паркинг простори, магазини, нема да се користат гаражите од градски зид, туку пазарџиите ќе си имаат сопствени магазини. Второто ниво под земја да биде пазарот, третото веќе зелени површини. Имаме уште неколку кои што ги спомнав претходно. Повелете. Да збориме три капитални објекти. 3 носечки проекти кои што се обврзувате дека ќе направите се за да ги остварите, да ги завршите во вашиот мандат. Значи, според мене, иднината е во младите и особено се грижам за нивното здравје и затоа, како што кажав и преска, пливањето ќе биде задолжителна обврска за младата популација да научат да пливаат, затоа што тоа не е само спорт, туку тоа е вештина што треба да им го спаси животот. За тоа има одредени капацитети во општината, ќе направиме увид на лице место во каква состојба се тие, ќе ги подобриме условите, во план сме да изградиме уште базени во училишните дворови, каде што има простор за тоа, така што еден од капиталните објекти ќе биде базени за учениците. Капитален објект втор ќе биде СРЦ Кале, заживување на СРЦ Кале и решавање на паркирањето, подземните гаражи, како што реков, во зависност од бројките што ќе ги покаже анализата, колку се за тоа потреб. Зошто подземни? Подземни со можност горниот дел да биде зелена површина. Благодарам. Зборевме за повеќе капитални објекти кои што ќе бидат реализирани секако. Би сакал да го споменам и Центар Хаб, тоа е замислена мултифункционален центар за млади како креативен, културен центар кај што младите ќе почнат да се изразуваат, бидејќи некако културата, развојот на културата кај младите како да е потисната и немаме никакви содржини во центар нити па во градот. Ги споменав паркиралиштата кои секако паркинзите кои што ќе бидат на приоритетот на работењето, општинската зграда, бидејќи на луѓето кои што работат во општината и кои што треба да ги испорачуваат квалитетните решени, мора да им се обезбедат услови за работа. Меѓутоа, како ќе го речам, најкапитална инвестиција ќе биде за 4-годишниот мандат општината да биде одржлива општина, да биде континуирано чиста, да биде одржувана со зелени површини, безбедна. Малку зборевме за безбедноста денес. Да зборуваме за општина која што граѓаните ќе го подигнат квалитетот, ќе се подигне квалитетот на животот, а не ова лошото да се навикнуваме и да не биде новото нормално. Благодарам. Господин Герасимовски, завршувате кругот. Тешко е да се одвојат три капитални, но еве ќе се обидам. Сите проекти кои што досега ги правевме и оваа програма која што ја нудиме пред граѓаните со повеќе проекти и е носена во нивни интерес и заедно со сите жители на општината преку сите оние малски средби, преку буџетски форуми, анкети кои што ги спроведувавме 4 години наназад, како најкапитални проекти во интерес и побарање на граѓаните во одвој граѓанско-административната зграда која што планираме да ја правиме во Дебар мало на постоечките бараки кои што ги имаме моментално во општината. Новата градинка во клинички центар во интерес на нашите најмлади жители, да ги подобриме и зголемиме капацитетите, иако
сите досегашни градинки во општината се целосно реконструирани, имаме најдобри услови и дополнително старечкиот дом за нашите највозрастни жители, нешто што е побарано од страна на нашите баби и дедовци кои што живеат во општината, а ние водиме грижа и за нив и затоа планираме нов старечки дом каде што веќе е најдена локација и се подготвува и самиот проект. Ви благодарам. Почитувани, тоа беше се за вечерашната дебата од топ тема. Гости беа кандидатите за градоначалник во општина Центар. Ги слушнавте нивните планови, идеи, програми. Почитувани, ви благодарам за вашето време. Ви посакувам успех на престојните избори. Ви благодарам. Благодариме.